Македонија изобилува со голем број природни убавини, од кои посебно се издвојува природниот феномен од карпестата уметност, познатата тврдина Маркови кули. Името го добива по последниот крал, најпознатиот во народното епско творештво опеаниот Крали Марко. Во тек е постапката Маркови кули да бидат прогласени за споменик на природните реткости и на културата при УНЕСКО. Тврдината представува безвремен чувар и заштитник и сведок на едно друго време, потсетник на владењето на дамнешните македонски кралеви. Марковите кули биле инспирација за снимање на филмовите Пред дождот, Прашина и Збогом на 20-тиот век. Тука се одржуваат бројни културни манифестации и спортски надпреварувања, како што се поетското Маркукуле и Крали Марко ултрамаратонот. Археолошкиот комплекс представува утврден град со акропола, во кој постоел континуиран живот во периодот од 10-тиот до крајот на 14-тиот век. Прилепчани со гордост ја раскажуваат и опејуваат богатата и живописна историја на Маркови кули. Ако сакате да се вратите во минатото, тогаш мора да го посетите овој вонвременски локалитет, кој длабоко во себе ги крие тајните на големите кралеви и сведочи за едно поинако древно време. Локалитетот е полн со древни гробници, живеалишта, цркви, светилишта, како и преисториски карпести цртежи кои потекнуваат од 7-тиот век пред нашата ера. Голем број грандиозни карпи со чудни облици и бои лоцирани на мали платоа се создале во текот на конструирањето на карпите и ладењето на магмата. Една од најатрактивните во подножието на Маркови кули е камената фигура во облик на слон, висока 8 метри, за која се врзани бројни ритуали и легенди. Од висините на Маркови кули се протега прекрасен поглед кон самиот град Прилеп, а во далечина, докаде што гледа човечкото око, се простира преубавата и плодна Пелагонија. Почитувани, ви благодариме на вниманието. Кликнете subscribe на нашиот канал за да ги пратите следните наши содржини.